Денеска, браќа и сестри, е недела на Митарот и фарисејот, но ние, како што ни е обичај, ќе продолжиме со толкување на светиот апостол кој редовно паѓа во оваа недела, а тоа е од второто послание на светиот апостол Павле до Тита. Ако така што начарите сил. Вели во денешниот светиот апостол Павле: ти го следеше моето учење. Кое е учењето на апостол Павле, браќи и сестри? Учењето кое дојде Христос да им го предаде на апостолите, а преку апостолите на сите кои ќе поверуваат во неговото слово. Зашто многу е важно какво учење имаме за се. Значи, тука се подразбира учењето за постанокот на светот, за животот, за моралот. Тоа го примаме ние од нашите оци. Тит, кој понатаму е епископ во црквата Божја, го примил од светиот апостол Павле тоа учење. И затоа му вели апостол Павле: ти го следиш моето учење. Поведението, многу важно, однесувањето, зашто не е некој да ти каже само приказни. Има такви учители денеска, ќе ти кажат на училиште едно, а ништо од тоа не соодветствува со нивниот живот. Затоа е важно да го провериме дали учењето на еди кој си соодветствува со неговиот живот. Ете тоа му го вели апостол Павле, и поведението, значи однесувањето, што треба да биде согласно со учењето. Немој да велам не убивај, а да убивам. Да не велам не прави прелюбодејство, а да правам прелюбодејство. Значи, затоа е битно не само да го кажам како треба нештото да биде, како Господ го да поведал, туку да го извршувам. Затоа му вели апостол Павле: ти го правиш, го извршуваш тоа што од мене го научи. Така, за тоа ни се духовните оци, за да видиме, прво да не научат, ако нешто погрешно правиме, точно да го правиме, а после да не пратат дали тоа соодветствува со нашиот живот. Не само, значи, да го спомнуваме тоа дека е добро, а не го извршуваме истото. Целта, верата, долготрпеливоста, љубовта и страјноста. Долготрпеливоста и страјноста се одлика на луѓето што духовно сакаат да постанат зрели, затоа што без долготрпение, да трпиме, значи подолго време, тоа значи долготрпение. И да бидеме истрајни во тоа што сакаме да го постигнеме, не е возможно и бесцелно би било, без смисла би било да ни се даде тоа. Затоа често пати луѓето имаат конфликт со себе, велат Господ не ми дава. Им отсуствува долготрпеливост, им отсуствува истрајност. Не знаат да трпат, значи, не знаат да очекуваат колку време треба, Господ ќе оцени. Ама не ние сами да оцениме и Господ да речеме Господ не ме слуша. Љубовта, браќи и сестри, во време во кое што живееме,
изгледа како изветвен поим. Зборуваат луѓето за љубовта. Кај да отворите, кој весник, која интернет страница, за љубовта ќе ви зборува. Ама тоа е љубовта? Да го видиш некој дека е убав и да се заљубиш во него? Не, туку се заљубуваме во смислата. Ја откриваме смислата на заедницата со некого. Таја смисла ни прави да бидеме богати духовно. Затоа љубовта често пати може би сте приметиле, јас многу тешко ми излегува од устата зборот на љубовта, иако сите знаеме дека Евангелието кое Господ ни го предочи на сите Евангелие на љубовта. Меѓутоа, за да не ја споредуваме љубовта со острастената похота која постои во овој свет, често пати не зборувам за љубовта, а ќе дојде време секако да ја одделам љубовта од таа острастена, похотна смисла која постои денеска во светот и се нарекува љубов. Прогоните и страдањата што ми се случија во Антиохија и во Иконија и во Листра. Кој беше повеќе прогонуван од светиот апостол Павле? Ама зошто беше прогонуван? Затоа што на луѓето тешко е, сува им е некако вистината. Не сакаат да живеат по правилата кои ни ги оформи Господ Исус Христос, а ги слушаме преку апостолите. Еден од нив е свети апостол Павле. Затоа што сакат луѓето да живеат еден живот кој е острастен, кој им нуди само некакви привилегии, не размислувајќи често пати за тоа дека животот е вечен. И денес имаш нешто, утре ќе немаш. Ама затоа апостол Павле треба да го следиме, зашто вели во долготрпеливоста и во истрајноста. Тие се работи кои ги учиме од апостолите. Какви се прогони не претрпев и Господ ме избави од сите нив. И понатаму вели, и сите што сакаат да живеат благочестиво во Христа Исуса ќе бидат гонети. Сакаме да имаме правилен репер за тоа дали стоиме добро во верата. Треба да поминиме гонење. Затоа што не за други причини, туку затоа што често пати луѓето сакаат против да добијат некоја цел од ова како што вели апостол Павле. И затоа сите оние кои не се во склад нивни ќе бидат гонети. Нема друг начин, значи сакат да ги тргнат нив. И тоа се случува до денешен ден. Не беа гонењата, браќи и сестри, првите 3 века. Најжестоки, најсилни беа првите 3 века на христијанството, кога ги имаме мачениците. Ама и до денешен ден не запираат гонењата. Сега велиме, апостол Павле вели, а сакате да видите дали сте во Исуса Христа, ќе бидете гонети. А ако не ве гонат, со други зборови, нешто не е во ред. Злите луѓе и измамниците ќе напредуваат во лошото, заблудувајќи други и себе си. Еве зошто треба да бидат гонети оние кои тргнале по Божиот пат. За другите луѓе, измамниците, да преуспеваат.
тие го имаат и ја имаат шансата си велат овој век. Дури не веруваат дека постои вечен живот. И затоа сакаат колку што е можно да го експлоатираат овој живот. Повеќе за себе да привлечат работи. Ако сакаш така, не можеш да бидеш во Господа. Во Господа, ако сакаш, треба да ги исполнуваш неговите заповеди. Ама тие луѓе што живеат егоистички за себе, нема да им се допаѓаш на тие луѓе, тие ќе да гонат. На еден или друг начин гонењето не е само физички, некого да го затвориш во затвор и само тоа е гонење. Гонење и тоа да го зборуваш некого, да не ти се допаѓа нечи живот и да речеш, еве, овај живее поинаку, поразлично од колку што треба да се живее. Но ти му вели апостол Павле на Тимотеја, остани во тоа што си го научил и во кое си уверен, зашто знаеш од кого си го научил, бидејќи уште од малечок ги познаваш свештените писанија, што можат да направат мудар за спасение преку верата која е во Христа Исуса. Апостолот Тимотеј, кој понатаму еден од 70, значи не од 12 апостол Тимотеј, понатаму станува епископ, е во учењето на апостол Павле. И зато го негува како дете, вели од мал си бил. Од мал со други зборови те поучува. И остани во тоа што те поучува. Биди стамен во тоа. Тоа е целта, браќи и сестри, ние кои ќе дојдеме во црквата, кои ќе научиме една работа, да бидеме стамни во верата. Зашто таја постојаност нас не прави да бидеме сериозни личности, сериозни луѓе. Бидејќи уште од малечок ги познаваш свештените писани, што можат да те направат мудар. Свештените писанија можат да те направат мудар. Не оди по некои лажни пророчишта кои се нудат дека може човека да го направат мудар. Свештеното писмо може да не направи мудри. Ето му го вели апостол Павле на Тимотеја и го поучува за да биде сериозен човек. Ние можеме во животот многу работи да пробаме, ама не се сите сериозни. И често пати тие работи можат да не деградираат. Кога велиме да не деградираат, да не вратат назад. И угледот да ни го снижат кај другите. Затоа е убаво да имаме искусни луѓе, патеводители, кои знаат, а ние да не бидеме во срам пред нив, да ги прашуваме постојано, а може ова, а може трето, а може пето, а може шесто. И така ќе се надградуваме во верата, како светиот апостол Тимотеј, тоа што го правил под напацијата на светиот апостол Павле. Да се здрави и живи, мили благослов од Господ.